Делчевчанец го развија македонското знаме во Грција во рамки на високогорската меѓународна експедиција Нико 2016. Македонски и бугарски планинари, меѓу кои делчевчанецот Љупчо Чучуковски, ги искачија највисоките 4 врвови на границата Македонија-Грција на планините Ниџе и Кожув од грчка страна. Високогорската експедиција траеше 2 дена, така што првиот ден го искачивме највисокиот врв на планината Кожув, и тоа од грчка страна. Тоа е врвот Дзена Пик, 2182 метри надморска висина, и потоа продолживме кон планината Ниџе од грчка страна преку градот Едеса, и каде што се искачивме до ски центарот Ниџе или Вора, како што го нарекуваат во Република Грција. Тоа е на 2020 метри надморска висина, каде што и логорувавме, односно ги поставивме шаторите и таму пренокивме. За да наредниот ден во раните утрински часови продолжиме кон највисокиот врв на планината Ниџе. Тоа е воедно и највисок врв на јужната граница меѓу Македонија и Грција. Тоа е врвот Кајмакчалан, 2524 метри надморска висина. Од таму се симнавме надолу кон ски центарот Ниџе, за да продолжиме до градот Едеса или Воден и да ги посетиме познатите воденски водопади. Во двата експедицијски дена, сите планинари успешно ги поминале предвидените 30 километри, а највисока точка им била 2524 метри надморска височина на врвот Кајмакчалан. И покрај недобрите временски услови, посебно на кај ски центарот Ниџе, бидејќи имаше навистина многу силен ветар, сепак успеавме сите планинари од Македонија и од Република Бугарија, каде што беа од градот Софија и градот Радомир, без посебни проблеми и потешкоти да го искачиме овој највисок врв. А исто така, морам да кажам дека во овие 2 дена ние успеавме да искачиме вкупно 4 врва над 2000 метри надморска висина на планините Ниџе и на планината Кожув. Водич на групата на високогорската меѓународна експедиција Нико 2016 бил Љупчо Чучуковски.